Денеска православната црква ги празнува светите маченици Лаврентий архидјакон и Сикст папа и други со нив, и светиот Ирон. Светите маченици Лаврентий архидјакон и Сикст папа и други со нив. Кога погинал папата Стефан, на неговото место бил поставен светиот Сикст, кој бил роден атинјанин, најпрвин филозоф, а потоа христијанин. Во тоа време римските епископи гинеле еден по друг, така што да се стане епископ во Рим значело исто што и да се биде изведен на смрт. Царот Деки бил решен да го уништи христијанството и папата Сикст набрзо бил изведен на суд со двајцата своји ѓакони, Феликисим и Агапит. Кога ги повеле во самица, Лаврентий му рекол на папата: "Каде одиш, оче, без својот син? Каде архиереју без својот архидјакон?" Папата го утешил, пророкувајќи му дека и тој ќе поднесе уште поголеми маки за Христа и наскоро по него ќе појде. И навистина, штом ги исекле Сикста и двајцата ѓакони, го фатиле и Лаврентија. Предходно тој ги привел во ред своите и црковните работи. Како чувар на благата и економ на црквата, тој ги пренел сите црковни драгоценности во домот на некоја вдовица Киријакија. Во таа прилика тој ја исцелил Киријакија од тешка главоболка со допир на раката, а на слепиот Крискентион му го повратил видот. Фрлен во самица, Лаврентий и таму исцелил од слепило некој долгогодишен затвореник Лукилий и потоа го крстил. Видувајќи го тоа, се крстил и темничарот Иполит, кој после пострадал за Христа. Кога Лаврентий не сакал да се одрече од Христа, туку уште повеќе го советувал царот Деки тој да се одрече од лажните богови, бил тепан со камења по лицето и по целото тело со шкорпион, тоа со синџир со остри запци. Некој војник Роман, присутен на мачењето, поверувал во Христа и веднаш бил исечен. Најпосле го ставиле Лаврентија гол на железна леса и запалиле оган под него. Печејќи се на огнот, светиот Лаврентий му благодарел на Бога и му се подсмевал на царот заради незнабоштвото. Кога ја предал својата чиста и храбра душа на Бога, телото негово ноќе го зел Иполит и го однел прво во домот на Киријакија, а потоа во една пештера во која чесно го погребал. Светиот Лаврентий со останатите пострадал во 258 година. Поуки од светите оци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Светиот Ирон, христијански филозоф, го споменува светиот Григорий Богослов во своите книги. Мирно се упокоил и се преселил кај Господа. Поуки од светите оци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме.
Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i poročnuju i mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bezistlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Te